Јас би сакал да ги замолам Столтенберг, Могерини, Хан и големите личности од Европската Унија па и од НАТО да дојдат да ни го очистат ова ѓубрето. Исто така сакам овие железата на мостот да ги сменат, и овие се од времето на Тито, некаде од 65-70 година. Малку боја да му стават на овие, кои се многу раѓосани, а и ноќе не се гледаат. И тука оти нема многу ѓубре вака овде долу. Погоре малку има повеќе, може ќе се испотат Могерини, ќе се испоти и Хан. Да дојдат така да видат како се работи, да се очисти ова, или пак само со преку телевизија со кажување. Ние кога ќе влеземе во Европската Унија и ќе се смени се, овде нема да има ѓубре, нема да го фрлаат тука ова ѓубрето, ќе го фрлаат кај што ќе биде одредено. Инаку сега не му иди на памет на нашите луѓе дека оваа гнасотија овде што ја гледаме, тоа е невидена гнасотија. Не Могерини, не Хан, не Столтенберг, не Џорџ Робертсон и нивните жени да дојдат и нивните мажи, овде треба да се смени менталитетот на нашиот човек, паметот на нашиот човек, акалот да го сменат. Без акал, ако нема промена на акалот, не да го смените името, не да си го смените и сопственото име и името на своите деца и на нашите имиња, на сите, да ни ги смените имињата, ова ѓубре не доаѓа да ти го чисти Могерини и да ти го чисти Хан од Брисел или сите тие во парламентот. Ниту Ципрас ќе дојди, па ниту Бојко Борисов ќе дојди. Уште еднаш ќе речам, промената е во нас самите. Акалот треба да го промениме.